Променливо време и ниски температури кои во текот на ноќта се спуштаат до минус 12 степени. Како ваквите температурни разлики влијаат врз овошките? Со оглед на фактот дека дел од овошните насади, како кајсиите на пример, се во фаза на бабрење. Може да дојде до измрзнување, вели професор Виолета Димковска, но додава дека конечниот резултат ќе се знае по завршување на студениот бран. Може да кажеме дека пред се може да има влијание на насади кои што се во потоплите виногорија на јужно изложение, бидејќи пред се тоа се кајкоскестите овошни видови кои што и рано цветаат во овие реони со кај што имаат површините јужна експозиција, веќе имаме бабрење на цветните патки, кајкоскестите овошни видови како што се кајкајсија, бадем, па и некои сливи. Дали овие ниски температури ќе имаат влијание изразено преку измрзнување во моментот, не можеме точно да кажеме, треба да почекаме да помине овој ладен бран, па да се види ситуацијата директно на терен. Ако ниските температури продолжат и наредниот месец, во тој случај сигурно ќе измрзнат дел од овошките кои ќе бидат во фаза на цвитање. Дополнително ќе има намален принос на овошките кои беа специфични за наводнување, со оглед на фактот дека 2024 беше сушна година, а летото имаше енормно високи температури. Ако веќе март имаме и продолжи тој ладен бран, може да има влијание и тоа реков и претходно дека на коскестите овошни видови на тереник со јужна експозиција, каде што и во моментот веќе имаме будење на овошките, односно бабрење на пред на цветните патки, знаејќи дека кај коскестите овошни видови првено си овошката цвета, после се јавува она вегетативна маса, односно лисната маса. Како резултат на долгата суша во 2024 и високите температури кои што се задржаа долго и достигнаа над 42 степени, кај овошни насади кои што беа без системи за наводнување, оваа година ќе имаме намалени приноси како резултат на недоволна или слаба диференцијација на родните патки кај овошните видови. Според управата за хидрометеоролошки работи, за сега ова е последен најавен студен бран со ниски температури, особено во ноќните часови.